26. јули 1963 година. Во утринските часови, 5 часов и 17 минути, Скопје е разурнат од земјотрес со јачина од 6,1 степен според Рихтеровата сеизмичка скала, 9 степени по Беркалиевата скала. По Дорнатините животот го загубиле 1070 негови граѓани, од кои 470 мажи, 430 жени и 120 деца. Меѓу загинатите биле 16 странски државјани, кои биле на пропатување низ земјава, како и 10 лица родени во странство, а за кои не можело да се утврди дали се наши или страни државјани. Црното досие на Скопскиот земјотрес бележи преку 3300 повредени, од кои повеќе стотини останаа со трајни последици и висок степен на инвалидитет. Материјалните штети биле исто така огромни. Пред земјотресот, вкупно национално богатство на градот се проценувало дека изнесувало над 4 милијарди денари, додека вкупните штети изнесувале околу 3,5 милијарди. Сушност, точната проценка не би можела да се утврди, зашто многу работи не биле во можност да се евидентираат, а низ последици од катастрофата ќе се почувствува долго време. Потоа стопанството претрпело огромни штети, а несреќата го успорила или прекинала постојниот развоен процес. Скопје, 26. јули 1963 година. Никогаш да не се повтори.